Последниот рекорден број од новозаболени од коронавирусот од 1275 и билансот на починати лица ја доведе состојбата со коронавирусот до крајна сериозност. Вирусот е широко распространет во државата и секое мало невнимание може да доведе до зараза, изјави на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. За нешто повеќе од еден месец бројката е зголемена двојно и согласно денешната статистика изнесува 36.372, додека бројот на активни е пораснат за околу 10.000, односно 12.762 пациенти. Од анализите и праксата, процентот на лица на кои што им е потребна хоспитализација е околу 7, но со оглед на големиот пораст на активни случаи, бројот на сместени пациенти во болниците е 890. Апелирам да се почитуваат сегашните рестриктивни мерки, да не се излегува од дома, освен ако се нема некоја голема потреба. Паралелно со растот на бројот на заболени расте и бројот на хоспитализирани. Во моментот на инфективното одделение се хоспитализирани 48 пациенти, а на кожното во Штип 10. Во последното деноноќе починати се две лица на инфективното одделение, пациент од Радовиш и пациент од село Бучим. Информираат од болницата. Поради големиот број на пациенти, целото интерно одделение во Кочани станува ковид центар со можност за згрижување на околу 40 пациенти. Дополнително се разгледуваат и други можности. Имаме уште имаме обезбедено фактички место на физикална медицина, на одделението што беше за физикална медицина е колку? 6, па 6 и уште 9 места можеме да обезбедиме. И до шок соба, едната од салите што ми служеше као помошна и таа е способена за пациентите со ковид. Есенскиот бран, освен во болниците, го зголеми притисокот и во пунктовите за тестирање. Вклучуваме и брзите тестови. Тие ќе се прават во пунктовите во здравствениот дом во Скопје, понатаму во болничките установи, кај што се примаат пациентите и не само тука во Скопје, туку и во другите болници. И покрај ова, според министерот Филипче, за 2 до 3 недели сегашните мерки за заштита од коронавирусот треба да ги дадат правичните резултати, а нови рестриктивни мерки засега смета дека не се потребни.